Жителите на северната јапонска префектура Хокаидо изутрината сирените ги предупредија дека Северна Кореја истрелала ракета која може да погоди области од овој остров. Тоа се случило околу 6 часот по локално време. Ракетата била истрелана 2 минути пред 6 часот, прелетала преку Хокаидо и по 10 минути паднала во водите во близина на остров. Тоа е за прв пат по 2009 година Северна Кореја да истрелува ракета кон Јапонија. Се наведува дека ракетата била истрелана од место блиску до севернокорејскиот главен град Пјонкјанг. Јапонската војска не се обидела да уништи, но според некој извештај, таа пред да падне во водите се распарчила на неколку делови. Ова е најпровокативната акција на Северна Кореја откако незиниот лидер Ким Џонг Ун во изминативе денови се чинеше дека се повлекува од планот за истрелување ракети, меѓу другото и кон американскиот остров на Пацификот Гуам. Тоа дојде, како што оцени Вашингтон, по заканите на председателот Доналд Трамп дека Северна Кореја ќе се соочи со оган и гнев доколку продолжи со ракетните закани. По најновата провокација, јапонскиот премиер Шинзо Абе телефонски разговарал со председателот Доналд Трамп. 北朝鮮に対して圧力をさらに強化をしていく、圧力を強めていくということで、日米は完全に一致をいたしました。 Според Абе станува збор за неприфатлива, сериозна и опасна закана за мирот и безбедноста во регионот. 日本と 100% 共にあると日本防衛に対するコミットメント、力強いコミットメントもありました。 Премиерот Абе побара итна седница на Советот за безбедност на Обединетите нации, кој неодамна воведе нови, построги санкции врз Пјонкјанг откако изведе 2 ракетни проби. Инаку Соединетите држави и Јужна Кореја изведуваат годишни воени маневри на кои остро се противи Северна Кореја. Вашингтон и Сеул се технички се уште во војна со Пјонкјанг, бидејќи нивниот конфликт од 1950 до 1953 година заврши со примирие, но не и со мировен договор. Северна Кореја постојано повторува дека нема да се откаже од незините нуклеарни и ракетни програми.